Почитувани, СДСМ на Скопјани им ветуваа парк и ги излажаа Скопјани. Ке градат облакодери. На паркингот кај ГТЦ ке никнат објекти, згради, а не парк или било што ветуваа и излажаа од СДСМ. Ке подсетам на изјавата на еден од идеолозите на СДСМ пренесена на 4 декември 2018 година. Цитирам: "Град Скопје може веднаш да го смени генералниот урбанистички план доколку има волја за тоа", вели универзитетскиот професор и архитект Мирослав Грчев по иницијативите во јавноста земјиштето спроти ГТЦ да се пренамени од згради во парк. Според него, висококатниците се вцртани на незаконски начин и треба да бидат избришани, бидејќи просторот е од огромно суштинско и историско значење за градот. Затворен цитат од пласирана вест на медиумите на 4 декември 2018 година од идеологот на СДСМ, архитектот Мирослав Грчев. Одиме понатаму. Изјава на Благој Бочварски, министер за транспорт и врски од СДСМ. Доколку се работи на суспензија на цел план, има можност за суспензија од 12 месеци додека се донесе нов план. Доколку се работи на суспензија на само еден дел од тој план, тогаш има можност за 6 месеци да биде суспендиран тој план и во тие 6 месеци да се донесе промената која што би била адекватно и соодветно за таа матична општина. Затворен цитат, министерот СДСМ за транспорт и врски Благој Бочварски. Префрлањето на топката и заплеткувањето во лагите продолжува. Цитирам: "Во интервјуто за МИА, Богдановиќ рече дека од Министерството треба да им се дообјасни одредени методологии како да пристапат, бидејќи, како што посочи, елаборат е општ поим. Од Министерството за транспорт и врски за МИА одговорија дека од страна на општина Центар Донив нема доставено елаборати за суспензија." Затворен цитат. Почитувани, 3 години минаа во лажење, во ширење лаги за ситни дневни политички поени. За лагите кај Дупот, кај Холидей Ин, одговорни се само СДСМ и нивната машинерија за креирање на лаги за потребите на Шилегов, за потребите на Богдановиќ, за потребите на Бочварски, како и на нивните идеолози, како Мирослав Грчев. Почитувани, имаат цели 3 години да го направат сето тоа што го ветуваа за овој ДУП. Ништо не направија, само ја замајуваа јавноста. И за тоа цената ќе ја платат на изборите. СДСМ ветуваа парк, тука на ова место, и ги излажаа Скопјани. Ке се градат облакодери. Ниту Центар, ниту Скопје, ниту Македонија. Нема ништо полошо од СДСМ за цела држава. Ви благодарам. Дозволете ми да одговорам и на прашање пристигнато до прес-центарот во однос на изборот и презентацијата на кандидатите за следните локални избори. Почитувани, целиот систем не функционира, целиот систем заради политичарите и функционерите од СДСМ се дави во криминал и во корупција. Македонија тоне на сите мерења. Затоа ВМРО ДПМН сериозно пристапува кон избор на кандидати за градоначалници и кандидати за советничките листи, кои што ќе можат да се изборат со проблемите на граѓаните, Македонија да ја стават на прво место во однос на датумите за презентација, на онаа процедура за избор на кандидати за советници и за градоначалници, мора да заврши внатрешниот процес за избор на најпогодни кандидати, тие да бидат потврдени преку највисоките тела на партијата и потоа ќе ги објавиме во јавноста.